Во Велес е мирно, во исто време во Скопје, Битола и Штип се протестира. Прескапата струја, бензин и парно ги натераа на улични протести граѓаните кои се револтирани од се потешката живеачка. Велешани запрашани дали знаат зошто нема протести во нивниот град, само креваат раменици. Што ќе протестираат, нема кој? Зошто нема кој? Не знам. Не знам, нема ништо Велес, се е штама. А сите се без работа, поглед, само по царче се чета. Пензионерите, јас сум со 8.000 динара, јас знам како минам. Ние Велешани подруг народ сме некако поплашливи, не знам. Важно, сите дома си седиме и ќутиме и вриеме. Велешанецот Игор Смилев е еден од ретките кои после 2 месеци од првиот собир, организиран од граѓанската асоциација Аман, редовно патува во Скопје на протестите. Жали што неговите сограѓани не смогнаа сили да кажат не на вртоглавите покачувања на цените. Познавам луѓе кои што постојано се жалат дека им е темно, мрачно и влажно, а не се обиле да излезат од својата собствена сенка. Фала му на Бога, јас одамна излегов од својата собствена сенка, борејќи се против мракот собствен и против мракот во кој што се обидува регулаторната комисија да го стави македонскиот народ. Зачудува фактот што Велес, кој е познат по граѓанскиот активизам, особено за еколошките проблеми, за социјалниот проблем, не пројави интерес. Иако еден од најпогодените градови од транзицијата, вели велешанецот Димитар Апасиев, кој е дел од Сдруженијето за социјални права Ленка и голем поддржувач на протестите. Мислам дека таа уплашеност и апатичност на народот е една од главните причини кои што ги демобилизира. Уште однапред луѓето се ставени во некоја инфериорна позиција дека тие немаат што да постигнат кога карши себе имаат гломазна бирократија која им наметнува одредени принципи и стандарди на однесување, дека тие се неспособни за делување, меѓутоа тој менталитет со тек на време Ленка е тука како представник да го стимулира граѓанскиот отпор и граѓанската иницијатива пред. За 2 месеци регулаторната комисија не се одзва на прозивките од Аман. Сега ова здружение со помош на Ленка ќе се обиде да ги реализира барањата по правен пат. Во меѓувреме масовноста на протестите опаѓа и во другите градови, вели Смилев. Сепак повика граѓаните да не се откажуваат од борбата за социјални права. Најдоброто и највозвишеното нешто кој што можеме го направиме за себе е да протестираме за себе. Тој личен акт ќе го следат многумина други и протестирањето за себе фактички ќе биде протестирање за сите други. Тој оваа сабота ја помина рамо до рамо со активистите од Аман и револтираните скопјани. Се надева дека неговиот пример во иднина ќе го следат многу велешани.